Одлично беше, Фатма. На здравје. Ја изеде чорбата, спие. Девојчињата се со неа. Во ред, Керко, ти благодарам. Да си жива и здрава. Ајде, Рамис. Молам? Зошто не одиш да продаваш млеко? Како да одам? Како да оставам вакиде? Јас нели сум и мајка. Јас ке се грижам, ајде. Нема да одам. Постојано ќе мислам на вакиде. Како да си користен ако седиш дома? Ајде, оди работи си, ја работата ти велам, ајде. Зошто бе, Фатма? Уште прашува зошто? Затоа што ги вознемируваш сите. Ете зато. Така е, тато. Јас ве вознемирувам? Ти не вознемируваш. Јас не ве вознемирувам. Јас само ве смирувам вас. И девојчињата се жалат од тебе. Ајде. Добро утро. Добро утро, Хатидже. Хатиџе, Како е Вахиде, тато? Хатиџе, ќерко, дојди. Сестра ти плукаше крв ноческа. Што? И реков, погледни, ќерко, дојде пролет, свеќињата процвета, ајде да прошетаме, таа ме погледна вака. Еве вака. Зарифе? Рамис Ефенди. Молам? Што ти реков пред малку? Ти реков дека ги вознемируваш сите. Ти што стори? Само ја влоши ситуацијата. Ајде бе, човеку. Во ова село никој не купува млеко, а подалеку не одам зашто мислам на Вахиде. Тогаш оди прошите во чаршија. Ајде, ајде. Да, тато, оди прошетај во чаршијата. Ќе одиме ли на работа, дичко Рамис? Не одиме, мамут. Рамис. Молам? Не одиме на работа. Ќе одиме во чаршија. Ама, ќе се вратам за 1 час. 2. 1,5? 2 реков. Може. Ајде, ајде, оди. Кирко, седи, ајде. Ајде. Ајде, Јас поздрав. не доаѓам. Ајде. Каде се децата? Во своите соби. Зошто не ги повикавте на појадок? Сакав да појадувате на мира, господине Дилавер. Може ли такво нешто, господја Меријам? Зошто правите вака? Ова... Јас заборавив на тоа што се случи. Тие се само деца. Мои деца. Тогаш ќе ги повикам. Викни ги. Ќе ги викнам. Зарано нека е. Да отворам јас? Не, вие донесете ги децата, јас ќе отворам. Влези, брате Хасан, ајде. Дојдов да ве смирам. Не разбирам. Вчера мрсулко твојата рака вака... А не, Хасан. Ја гризна, сизином, дојдов да ве смирам. Бато? Јас сум. Ти си? Дојдов да ве смирам. Ние не сме скарани. Скарани сте, бакнете се. Не сме. Скарани сте, ви велам, бакнете се. Хасан, што зборуваш? Ајде. Дојде нашиот лош Војко. Како, кој е лош? Ти, Што зборуваш, Хаджи Али? Како така ти го зборуваш? натера Прелевко да му ја бакне раката на Чичко Дилавер. Хаджи Али, влегуве внатре. Повели, бато, влези. Кажете ми сега кој е ова место? Империјата на османлиите. Браво, Петро. Пред околу 600 години е создадена од страна на еден бек кој се викал Осман. Затоа е Османлиска империја. Тука живеат грци, бугари, македонци, турци, арнаути, срби. Кој ќе ми покаже овде каде се наоѓа Скадар? Дојди, Петро. Каде е да видиме? Тука е Песочан, тука е Скадар. Браво, Петро. Врати се на место. Сега еден по еден дојдете сите одблиску да видите. Дојде и ти, еден по еден да видите одблиску каде се наоѓа. Ајде. Ајде, Мирослав, побрзо, оставијате тратката, побрзо. Тука е Скадар, тука е Песочан. Видовте ли? Видов. Кој е тоа место? Добар ден, господјо Медија.
И на вас, Джаббар Ефенди. Што ви е, Джаббар Ефенди? Кожата од мечката. Што мечки на кожа? Каде се кожите од мечките? Ги исправ. Што велиш? За се перат мечкини кожи? Джаббар Ефенди, многу мириса. Изгледа вашата покојна воопшто не ги перела. Не! Не! Премногу е ова! Што и да правам, не чини. Ти ги учиш децава да ме викаат лош. Бато, што зборуваш? Зошто би го правела тоа? Извинете му се на Војкови деца. Мрсулко го гризна Чешко Делавер поради Војко Хасан. Што? Поради Војче вие постојано не карате, нема да се извиниме. Што зборуваш? Смири се, Хасан, смири се. Јас ви реков да му ја бакнете раката, не да го гризнете, не ме послушавте. Бато, не може ова вака. Остави ние да ја средиме оваа работа. Како вие ќе ја средите работата? Брате Хасан, ние нашите проблеми ќе си ги решиме помеѓу нас, како семејство. Ти не се вознемирувај. Што значи тоа да го средите ова како семејство? Значи мене не ме сметате за семејство? Господе, можно ли е такво нешто, Хасан? Ама ми велите да не се мешам. Бато, ние не го велиме тоа. Ти велиме дека ние веќе го средивме тоа. Зошто се лутиш? Бевме ние. Сега сме ние и вие, нели? Бато, Јас дојдов да ве смирам, јас сум виновен. Ама вие не ме сметате мене за семејство. како не те сметаме за семејство, ти веднаш се нервираш. Така? Така? Што е така? Лут сум ви на сите вас? Не сакам да ве гледам повеќе. Брате Хасан, ти погрешно свати изгледа. Јас да ти... И ти се здружи со нив. Ни ти не ме сметаш за семејство. И тебе сум ти лут, ајде, јас си заминувам. Брате Хасан, ќе одам по него, јас, ајде. Одете. Хасан! Дојде пролет, дадо, знаеш ли? Колку убаво сјае сонцето, дадо. Петело тајер трча по птиците, дадо. Кјамош сака да оди по полињата, дадо. Ти оздрави и заедно ќе одиме. Вахиде? Сестрички убава. Многу добро ми изгледаш. Секој ден си подобра и подобра. И ќе бидеш подобра, нели Зарифе? Така е, дадо. Види, дадо, и Хусмен што вели. Вели тетка му Вахиде е подобра. Добре сум. Вахиде? Што правиш ти, Мамут? Не е Мамут, тоа е учителот Мамут. Што? Така, не прашувај. Вахиде, види го ова. Оп. Многу добро, учителе Мамут. Ќе ги покажеш овие работи подоцна, може? Тука многу се собравме, ајде да излеземе. Пристигна капетанот Ахмет. Мамо! Што се случува? Добре дојде капетану, повели. Добро ме најдов. Здраво. Добре дојде. Само што замина капетану. Што се случува? Зошто се врати толку брзо? Се надевам дека не е нешто лошо. Не. Јас бев загрижен за вас. Во ред? Цело време сте ми во мислите. А и лекарот испрати некои нови лекови за Вахиде. Така ли? Си реков да ви ги донесам и воедно да ве видам. Да си жив. Држи ги овие. Држи ги. Да си жив. Се надевам дека Вахиде е подобра. Па ете, подобре. Многу ми е мило. Може ли да ја видам? Можеш да ја видиш. Горе. Дајте ми го тоа мене. Извади го тоа, ајде. Ајде, извади го.
Ваќите, сестрички, види кој дојде. Со поминека е. Да си жив. Подобра ли си? Лекарот испрати некои лекови, треба да ти помогнат. И брзо ќе оздравиш. Зошто ги испрати лековите? Вакиде, Капетане, нема таков лек кој што ќе ми помогне. знам. За многу години. Здраво живо. Здраво живо. Рамиз ефенди, Молам, вахиде била болна, со поминека е. да си жив. Прими сочувство и за твојот внук Намик Рамиз Имате ефенди. сочувство, Рамис ефенди. Да сте здрави и живи. Рамиз ефенди, знаеме дека си ни лут. Со право си лут Рамиз ефенди. Ти нам ни остави млеко за време на војната. До ден денес никому не зборуваше зад грб. Многу ти сгрешивме. Прости ни, Рамиз ефенди. Прости ни Рамиз ефенди. Брате Хасан, зошто правиш вака? Нема зашто повеќе да зборувам со тебе и мерем, господине Дилавер. Хасан, кај макамот на Чичо. Чичко Рамиз? А, и татко Рамиз е тука? Тој ќе каже кој е во право. Тој ќе каже. Што се случува, Хасан? Сестро Бихтер, Повелете нареднику. имам едно многу важно барање од вас. Да? Писмото што требаше да го напишеме до мојата свршеница. Разбирам. Ќе дојдам вечерве, ќе го напишеме. Ви благодарам. Ако тоа е се, одам кај останатите пациенти. Ајде, дечиња, толку е за денес. Сите по дома. Помини, Петро, Повелете, учителу. имаш едно малечко девојче Зарифа. Ја видели? Не ја видов. Ајде. Ајде побрзо, деца, ајде. Ајде. Право дома. Излезете полека. Пазете на главите. Пази да не удриш главата. Право дома, во ред. Алекс, овие сака да се видат со тебе. Добар ден, учителе. Добар ден. Сакаме да позборуваме со вас. Повели? Ама сакаме насамо да зборуваме. Тој ми е внук, бе, море. Какви се овие скришни работи? Во ред, дедо. Остани тука, ќе се вратам набрзо. Размислува. Се уште размислува. Долго размислува. Размислив, Хасан. Така, татко Рамис, кажи. Хасан. На Чичо кај макамот? Ево право. Толку размислуваше за ова да го кажи, татко Рамис? Ама во право е. Ако е така, тогаш би сакал да останам сам, ако ми дозволите. Што сакаш? Сакам да останам сам, да размислам, да пронедам кој е во право, а кој не е. Ето, аз сакам. Те молам, Хасан, брате, зошто правиш вака? Да не правам вака. Сакам да останам сам, да размислам кој е во право, а кој не е. Ако ми дозволите. Секако, Хасан ефенди.
Ајде Чичко Рамис. Глупчо еден. Ние македонците работиме за македонската црква, како доброволци. Секој четврток навечер се собираме во црквата. Зошто се собирате? Зборуваме за иднината на македонците, учителу. И ти си македонец, нели? Така, нели? Зошто така гледаш? И дедо ти е македонец. Така е. Што ме така и тебе те чекаме на состанок. Ој, се спиели на мојата душичка? А, душичке? Капетанот Ахмет е навистина многу добар човек. Да, така. Нели, мамо? Така е, така е. Кога ни беше најтешко ни помогна, да. Навистина е така. Гледате, совеста не му дозволи да ја остави Вахида. Така е, така е. Значи така, Што зборуваш, бе? Што е така? Што значи тоа така ли е? Што е така? Шт. Вахиде ми изгледа добро. Јас мислам дека е добра, да. Каде е Чичко Рамис? Го испратив. Каде го испрати? Го испратив во чаршија. Наместо да не вознемирува сите дома, нека оди во чаршија. Да не вознемирува. И Вахиде треба да одмори, така ли е? Потполно сте во право. Толку пат сте поминале, сигурна сум дека сте изморен, капетану. Ке ви подготвиме и јадење. Не, ти благодарам, хатиче, не мачете се. Треба да одам во град. Таму ќе се сместам. Една недела ќе бидам тука. Колку недели? Молчи ти, синко, молчи. Што да правиме? Тука ли да остане? Не знам што да правиме. Не знам. Ви благодарам, господјо Фатма. Не би сакал да ви пречам. Немој. Може ли такво нешто? Ти молчи, синко, молчи. Добро бе. Ви благодарам, господјо Фатма, ама јас сепак ќе одам во град, таму ќе останам. Да јадеме сите заедно? Што е, дедо? Ништо. Алекс, што сакаа овие бе? Ништо важно, дедо. Се собирале во црква. Сакаа да одам на состанок. Јас одам, дедо. Каде одиш? Да зборувам малку со муфтијата. ќе размислува. Кој знае како ќе размислува? Сигурен сум дека нема да размислува како мене. Тој сакаше да не смири, ама... Кај макамот на Чичо, дуќанот на Џабар Ефенди зошто е затворен? Келнеру, дојди. Зошто е затворен дуќанот на Џабар Ефенди? Не знам, денес не дојде воопшто. Ние за волкот на дуќан. Џабар Ефенди! Молам! Се ожени и сега подоцна го отвараш дуќанот. Тебе ли ке те прашувам кога да отворам и кога да затворам, а? Зошто се лутиш, бе? Денеска сите станале на нева нога. Прости ми, Рамис Ефенди, денеска нервите ми се искринати, до тука се ми е дојдено. Рамис Ефенди. Молам? Дај, дојди во дуќанот малку. Сакам да ти кажам нешто. Ти дојди тука, ти дојди. Абе, ке дојдеш или нема да дојдеш? Дојди да пиеме кафе. Во ред, одите Чичко Рамис. Ајде, оди. Да одам, а? Јас и онака ќе одам на работа. Ајде, со лесно нека е. Ти благодарам, пријатен ден. Ајде. Еве, доаѓам. Дојдите. Да ти помогнам, а? Да си ми жив.
Ви благодарам, господјо Фатма. Многу ви измачив. Пријатно јадење, синко, воопшто не измачи, не. Јас ќе го почекам Чичко Рамис, после ќе заминам. Ти си знаеш, синко. Фатма, мила. Еј, господја Бедија, добре дојде. Ке те прашам како си, ама мислам дека ќе ми речеш дека си лошо. Така, Фатмичке, ич не сум добра. И многу ми е лошо. Ама од каде погоди? Ти се гледа од лицето. Знаеш што? Ајде, дојди да одиме надвор да зборуваме. Ајде. Добар ден, муфтија. И тебе, Алекс. Знаеш ли каде живее малечката Зарифа? Зошто прашуваш? Се загрижив. Секој ден доаѓаше на школа, денеска не дојде. Баба и е многу болна. Така ли? Така е. Јас одам таму. Ако сакаш, дојди со мене. Ајде тогаш. Почекај малку. Тешко е, Рамиз Ефенди. Многу е тешко да се живее со ова жена. Таков е бракот, Џабар Ефенди. Ти веќе беше во брак, заборави ли? Така е. Замисли, Рамиз Ефенди, земала и ги испрала мечкините кожи. Ќе ги испере, ќе ги извалка и што? Што велат? Домот го создава женска птица. Сега Бедија е твојата птица. Тубле. Рамиз Ефенди, јас имам свој ред и мислам, тој ред господја Бедија треба да го почитува. Џабар Ефенди, ако жена влезе во куќа и нејзиниот ред влегува во таа куќа, тогаш таа одлучува за се. Што ќе се пере, што нема да се пере, што ќе се чисти, што нема да се чисти, што ќе земе, што нема да земе, што ќе се јаде, како и да е. Сега, ако дојде господја Бедија во твојот дуќан, и ако ти каже вака, Џабар Ефенди, месото не се сече вака, дај ми го месото ваму да ти кажам. Не може така. Еј ти, не може така. Ах, Фатмичке. Се плашам дека пак ќе почнам да редам компири на глава. Многу тешко се разбираме со Џабар Ефенди. Се си мислам дека не ме сака. Од каде сега овие работи, жено? Што и да сторам не му чини, што и да сторам ме кара. Не ми дозволува да правам што сакам. За едно грдо мечкино крзно. Мене да знаеш само што ми рече. Мечкина кожа? Што се случило со мечкината кожа? Па ја исправма, Фатма. Што си правила со мечкината кожа, жено? Многу мирисаше, Фатма, многу мирисаше. Разбирам. Амам па и ти, господјо Бедија. Моли се што твојот запнал за мечкината кожа. Овој мојов, ако може куќава со мечки ќе ја наполни. Аха, што? Не знаеш ли? Сите петли ги внесува во куќата. Што се трпев со години? Гледај си ја работата. Ти немаш причини да се грижиш. Сега кажи, се утеши ли? Или не се утеши? Што да кажам сега? Се случуваат такви работи помеѓу маж и жена. Уште што се ќе се случува, господјо Бедија? Ти се вознемируваш. Нам што се ни се има случено. Колку години сме во брак, имам еве 5 деца. Добар ден. Добре дојдовте, муфтија. Добро ве најдов. Како си, бабо Хатиџе? Не е добро, воопшто не е добро. Со поминека е, бабо Хатиџе. Да си ми жив. Како си? Добра ли си? Со поминека. Татичко! О, девојчиња мои, о, капетану Ахмед. Добре дојде, убаво што дојде. Добро ве најдов. Капетанот од Битола донел лекови за Вахиде. Ти благодарам, капетане. Како е Вахиде, Фатма? Подобре. Така ли? Ти седи, јас ќе одам и ќе се вратам веднаш. Чичко Рамиз. Молам?
Јас дојдов да ве видам вас и сега ќе си одам. Каде ќе одиш, капетане? Па тука ќе остане, нели Фатма? Јас сакав да му кажам да остане туку, ама мене не ми личи, Рамис ефенди. Сакав ти да дојдеш и да му го кажеш тоа. Да му кажам? Да. Остани. Ви благодарам, господјо Фатма. Остани, остани. Нема ама, ќе останеш. Добро. Така. Послушај, капетану, послушај. Јас ќе одам и веднаш ќе се вратам. Ајде, седни, капетану, седни. Добре дојде, внучко. Добро те најдов, дедо. Зошто си таков скиселен? Тоа малото девојче Зариф е... Баба ја е многу болна. Така ли? Со поминека е? Нема никој друг освен баба ј. Ако умре, таа... Да одиме кај нив по ручекот, да ја прегледаме. Може би може да ја помогнеме некако. Добро што се сети, дедо. Ајде да јадеме, па да одиме. Да одиме, дедо. На сите сум им луд, Хатидже. Знам, 100 пати ми кажа. И на Меријам, и на господин Дилаверн, и на момчињата, на сите си им луд. И на татко Рамис? Знам, Хасан, ајде сега јади. Не сакам. Добро тогаш. Ниту тебе не сум ти важен. Сакаш и тебе да ти се налутам? Налути ми се, Хасан, и не го плаши детето со тој груб глас. Легна ли децата? Легна. Седни. Не можев да го убедам Хасан денес. Не сака повеќе да зборува со нас. Таков е брат ми. Се лути како мало дете. Не сакав да кажам ништо што би го повредило. Не знам. Изгледа периодов нешто се случува. Ги повредувам сите околу мене. Вие не сте виновни. Јас ќе зборувам утре со него. Не грижете се. Добро. Добро. Сестро Бихтар. Зборувајте потивко. Ако војниците навлезат во слушнат, ќе ви го одземат и ова писмо. Во право сте. Подготвено, повелете. Вахиде. Убавице моја. Ти го пишувам ова писмо од болницата во близина на Тесалија. Не можам да најдам зборови со кои можам да го раскажам тоа што се случи. Колку е голема оваа болка, што во писмо кое што ти го пишувам за да ти кажам дека сум жив, кога ќе пристигне во твои раце, може би јас ќе бидам далеку од тебе, во некоја темна зандана. Ама да го знаеш ова, секогаш кога ќе вдишам, ќе живеам со надеж дека повторно ќе те видам. Дека ќе те погледнам во очи. Со надеж дека ќе имам шанса да те фатам за рака. Добра вечер. Добра вечер. Дедо ми е ветеринар. Нека ја прегледа бабичката. Може ќе ја помогне некако. Повелете, седнете.
Зарифе? Со поминека. Види кого доведов Зарифе? Дедо Ацо. Тој ќе помогне на баба ти. Тоа е се, сестро Бихтер. Кога ќе можете да го испратите? Наредната недела ќе одам во Солун. Оттаму ќе го испратам, не грижите се. Сестро Бихтер, јас сум ви должник. За се ви благодарам многу. Повторно ќе се обидете да избегате, нели? Војниците се уште се на влезот. Знам. Зошто, нареднику? Зошто не останете и ја прифатите оваа ваша казна? Ако не избегам, најверојатно тие ќе ме обесат. Ајде, Алекс. Што ќе кажеш сега? Ќе биде подобро или не? Оставете ја како што е. Нека лежи, нека спие, нека одмара. Дајте и што ќе посека. Не ја присилувајте да јаде. Внимавај на баба ти, во ред ли? Немој да ја загрижуваш. Ке се видиме подоцна. Сакавте да знаете кој сум јас и да знаете зошто сум во таква опасност, така ли? Мене не ме бараат само затоа што сум маскираниот човек. Не разбирам. Вистинското име ми е Мустафа. Не сум од Песочан, од Истанбул сум, од Ускудар. Во медицинското училиште се приклучив на една организација на војници, кои што ја сакаа својата држава, ама беа против султанот и султанатот. За заедницата на напредок ли зборувате? Да. Сакавме да го симнеме султанот од власт и да прогласиме уставност. Ама тие дознаа за нашиот последен состанок. Не мрдај! Не мрдај! Ајде, предај се! Предај се! Застани! Побрзајте, бега, побрзајте! Само јас успеав да избегам. Ете, сестро Бихтер. Јас сум бегалецот, лекар Мустафа, кого насекаде го бараат, за дејство против султанот. Кога Абдул ќе го прочита писмото кој што го напишав, сигурно ќе дознае кој сум јас. Добро ли сте? И мојот брат беше патриот и член на една таква заедница во Солун. Се додека не успеа да го уапсат. Никогаш веќе не слушнавме за него. Дозволете ми да ви помогнам. Јас сум бегалецот, лекар Мустафа, кого насекаде го бараат, за дејство против султанот. Кога Абдул ќе го прочита писмото кој што го напишав, сигурно ќе дознае кој сум јас. Добро ли сте? И мојот брат беше патриот и член на една таква заедница во Солун. Се додека не успеа да го уапсат. Никогаш веќе не слушнавме за него.
Дозволете ми да ви помогнам. Ајде, отвори уста. Така. Горчи? Малку. Ке ти биде добро, Керко, добро. Дојди. Како сте? Подобро ли сте? Ајде, стани. Стани, Керко. Ајде да го наместиме ова. Држи ја така. Држи ја. Ајде. За колку дена треба да го отпуштите затвореникот? Уште неколку дена и ќе го отпуштиме. Убаво, убаво.
Атидже? Юнаците пристигна на Боиштето. на боиштето. Сите по го не по Поголеми. поголеми еден од друг пеливаните почна да се борат. Точно. Читаш. Читам, учителу Мамут. Зарифе, Молам. колку време е тука капетанот Ахмет? Да, 3-4 дена. Добро, Зошто прашуваш? ништо. Читај. Ај, Керко. Ајде, Керко, јади. Пријатно јадење. Чекај. Чекај. Вахиде. Што е? Сакам да излезам. Ајде. Дечко Рамис, Молам? Вахиде мора да разбере дека животот продолжува да тече понатаму. Нема што друго да се прави. Затоа велам да изнесеме малку надвор, на чист воздух. Да. Во право си, капетане. Ако е така,
Фатма, да ја одведеме Вахиде на полињата, а? Добро би било. Што правам јас тука? Сега, слушајте ме сите добро. Не зборувај, ајде многу скрати малку да те слушаат, Рамис. Слушаме, тато. Ќе бидам краток. Вахиде, ќе одведеме на полињата. Во ред. Каде? Кај полињата. Не слушате ли и прашувате каде? Слушајте. А зошто ја носиме? Зошто? Види го пак прашува. Видете зошто? Затоа што дојде пролет. Еве, гледате? Погледнете ги цвеќињата, слушнете. Птиците пеат, животот продолжува. Сакаме и Вахиде да го види ова. Добро, убаво. Зошто? Животот продолжува. Браво, бе, мамут. Кога доаѓа пролета, се заживува. Сакаме и Вахиде да го види тоа. И таа да заживее. Така е. Во ред, ајде. Ајде. Оди викни ја Вахиде, Фатма. Дојдете да Ајде. изнесеме сестрави, ајде, дојдете. И јас ке дојдам. Ајде. Ајде. Убаво е, нели? Цвеќињата цветаат, црвите излегуваат, мравките излегуваат. Цики. Се бркаат една со друга. Така е, чичко Рамис. Вахиде, Керко. Ајде, Керко. Ајде, стани, ајде, добро утро. Добро утро, дадо. Зошто? Ајде, стани, Вахиде, да те облечеме. Зошто? Сите заедно ќе одиме кај полињата затоа. Ајде, стани, ајде. Собери ја косата. Повелете, господине Дилавер. Ви благодарам. Дилавер? Што е тоа што го читате? Татковината и народот. Зашто се зборува? За љубовта на една убава девојка која се преправила во војник за да биде со својот љубен, кој што се пријавил како доброволец во војската. И тие заедно биле на фронтот. А исто така зборува за посветеноста на турските војници кон својата татковина. Многу убаво. Да, многу убаво. Не е можно. Што не е можно? Фалат страници. Што? Фалат страници. Мамо, види, направивме бродче. Што? Не сакам да ве гледам веќе. Во соба веднаш. Веднаш! Вахиде! Добро утро, Вахиде! Ајде, убавице моја, Керко моја! Вахиде, сите заедно ќе одиме на полињата. Ајде, Вахиде! Фати ме за рака. Ајде, вие побрзајте. Занифе, ајде побрзај. Ајде. Мајка ми испрати пита. Ти благодарам. Вахиде,
Животот продолжува. Дај ми го тоа, ти не можеш да го носиш. Дај ми го. мамо. Така. Ајде. Ајде. Добро утро, дедо. Добро утро, внучко. Дедо, ќе одам да ја посетам бабата на Зарифе, да видам да немаат потреба од нешто. Добро, бе, Алекс, оди. Ќе се видиме подоцна, дедо. Ќе се видиме, синко, ќе се видиме. Зарифе? Што се случи, Зарифе? Зарифе, што се случи? А? Зарифе, кажи. Баба ми почина. Ајде. Тука е добро. Зарифе, дај ми ја покривката. Тргни се. Тргни се. Фати, Кирко. Ајде. Ајде тука, ела. Ела тука полека, така. Ајде. Ете, Седни, така. Така. Средив се, подготвено е. Маскиран, како си со здравјето, а? Тоа ме интересира. Како си? Подобро ли е? Добро изгледаш, машала. Зборував со лекарот. Ќе излезеш наскоро од тука, така кажа. Господин Абдул, доста е. Во право сте, сестро. Навистина е доста. Ама за сега. Ве боли ли? Кученце, ако ми го изеде јаболкото, другата другарка, Зарифе нека се сврти наопаку. Фатма! Ајде, дојди ти да си играме. Каде да дојдам? Дојди тука. Лут ли си ти, човеку? Нови е години, ајде тркни Остави се. ги годините. Животот продолжува, Фатма! Фатма! Кученце, ако ми го изеде јаболкото, мојата другарка, Фатма, нека се сврти наопаку, сврти се. Абе, кученце, ако ми го изеде јаболкото, ајде, Фатма, кажи мене. Другар ми, Рамис, нека се сврти наопаку. Ајде, Наопаку да се кученце, ако ми го изеде јаболкото, другар ми, Намик. Аха, намик. Ајде, заврти се и ти. Ајде. Кученце. Знам како е да загубиш некого кого многу го сакаш. Фатма. Бе, ајде, Фатма, играј. Абе, кученце. И јас еднаш сакав некого многу. Мојот друг. Требаше да се венчаме.
Ама се разболе и ја загубив. Бев толку скршен што мислев дека повеќе никогаш нема да засакам некого. Ама ете засакав. Времето лека полека ја лечи волката, Вахиде. Не тагувај. Ќе бидеш добро. Ajde so, Gospod, napred. Помогни ни, Господе. Така. Рамис Ефенди? Молам? Рамис Ефенди, колку е добро колку добро и дојде на Вахиде што бевме на полињата, нели е така? Така е. Се опоравува Така Вахиде? е, ајде, добра ноќ. Рамис Ефенди. Молам. Рамис Ефенди. Молам. Слушни што ќе ти кажам. Овој капетанот Ахмет Екрем... Што се случило со капетанот Ахмет Екрем? Многу добар човек е, нели? Така е, многу добар. Сакам да ти кажам нешто, Рамис Ефенди. Сакам да ти кажам. Кажи бе, Фатма, кажи. Не знам дали сакам или не сакам. Ќе ти кажам. Ќе ти кажам. Молам. Рамис Ефенди. Молам. Овој капетанот Ахмет Екрем. Капетанот Ахмет Екрем? А? Овој капетанот изгледа дека јас мислам, така ми изгледа, ама мислам дека знаеш, дека нашата Вахиде... Што зборуваш ти? Што зборувам? Ништо не зборувам. Кажав ли јас нешто? Ништо не кажав. Ајде, добра ноќ. Нема такво нешто, Фатма. Како нема? Што нема? Нема такво нешто. Како можеш да помислиш на такво нешто? Јас како мислам, јас? Како ќе кажеш ти? Така нека биде. Така кажувам. И јас велам дека е така. И јас велам така. Што ме така, така е. Така ли е? Фатма, заедно ќе кажеме. Нема такво нешто. Легни. Ајде, добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Ајде. Фатма, добра ноќ. Ајде, гаси. Повелете, да се стоплите малку. Благодарам, сестра. На здравје нека ви е.
Господине, пристигна итна и важна телеграма од Истанбул. Дај. Како резултат на следењето на личноста по име Музафер, докажано дека писмото испратено од Тесалија во Истанбул е предадено на мајката на познатиот бегалец кој што е познат како лекарот Мустафа. Мустафа е човекот кој што насекаде се бара поради противдржавни дејанија и обид за атентат на величествениот султан Абдулхамид. Бегалецот последен пат е виден на териториите на Македонија и е многу голема веројатноста лекарот Мустафа да го испратил ова писмо. Ние заробувајќи го маскираниот човек, го заробивме лекарот Мустафа, тато. Веднаш земи група војници и оди во болницата. Уапси го веднаш и доведи го тука. Брзо, брзо! Како ќе кажете, господине? Можеме да излеземе заспале. Само без нагли движења. Добро сум. Во ред, полека. Сестро? Полека. Не плаши се. Каде го носите болниот, сестро? Болниот мора да се движи. Докторот рече по операцијата да се движи што повеќе, затоа излеговме. Вред, ама не одете многу далеку. Во ред нема. Напред не чека кочија. Издржи уште малку. Добро сум. Добро ли си? Раните ти се отвориле. Да продолжиме. Ќе издржам. Што се случило овде? Станувајте! Станувајте! Стани, реков! Проклетство! Каде се наоѓа овој човек? Разделете се! Пребарајте на секаде! Разделете се брзо! Вие натаму! А вие натаму! Ене онаму. Внимавајте, многу крвари. Полека. Полека. Треба да си одиш. Врати се во шаторот. Не можам да те оставам ваков. Ако не се вратиш, може да настрадаш. Стражарот не виде. И раната... Не може. Нема да дозволам да дојдеш со мене. Никогаш нема да заборавам оваа добрина. Да одиме. Чичко Хусно ми е близок. Можеш да му веруваш. Ке те одведе каде што треба. Благодарам. С Богом. Ајде ве, молам.
Застанете! Одиш ли некаде? Маскиран човеку? Или пак да те наречам лекарот Мустафа? Застанете!